Авдивеки македонијакири раџики иницијативата ро координатори башина етника некедина со ситело бишта рошел ки македонијаки раџи Јаше Сефер и кер јапе настани себе пи офтото април машка дженеско родиве роменгоро котанатари македонијаки раџи сине побутерчаве савесоситари фундавне сикловиба машкаруне сикловиба тај студенти арома. Колесте синелен шајндипат едикентете шунен о премиери Христијан Мицкоски колескоро дерси деба баши романик единки Амарипув. Онастани чураркерија е организаторија Јаше Сефер, савесоко харничитри или паргио джандипатаро институције те и раџи, нумате и вакерија коврси баро джандипатове ко тортаро институције ко системи баши романик един. Тука заедно со вас, со цел да го одбележиме денот со оние кои сметам дека се нашата верба и гаранција дека аманетот од ромите протагонисти од 1971 година треба со уште поголем жар да се залагаме и сочуваме во иднина. Драги ученици, денес сте во зградата на владата на Република Македонија, во присуство на нашиот премиер, би сакал да потенцирам нашиот, бидејќи тркалото на кочијата по кој се движевме како народ од едно на друго место застана тука, за нас ромите, во оваа тлоземја Република Македонија. И тоа е наша среќа и судбина, бидејќи имаме можност, како ретко во други држави, да во оваа наша држава ни се дава шансата за реална интеграција и вклученост на нас ромите во сите општествени сфери, за да го достигнеме стремежот, да бидеме еднакви меѓу еднаквите. Време, вие како идна генерација, да немате потреба веќе од посебно насочени мерки, политики или други афирмативни чекори од државата кон ромите. Тоа што сме роми не треба да значи дека сме помалку способни или интелигентни. Затоа, искористете ја можноста што ја имате како ученици. Вложете во вашето образование максимум. Само така, многу работи, што навидум сега ви се недостижни или невозможни, ќе станат ваша реалност во иднина. По тој повод, бидете сигурно, по тој пат, бидете сигурни дека имате поддршката од сите нас, посебно од премиерот, кој досега како ретко друг се залага вистински со дела и ние ромите да го завземеме вистинското место во нашето општество. Пало лескоро тикно кери балафи, по дерци синеле силамен керибаја чавентари романик един, савесо лелетанко акава настан, мабутерта скопете шуто ризари о премиери Христијан Мицкоски. Саво со денгја од джандипа кај офтото април сардивер башо рома, нумата или парге од джандипе терненгоро коленгоро джаебанглал сарта и кери бабути. Самата ова манифестација денеска и вашето присуство покажува дека оваа влада има сериозни планови кога станува збор за ромскиот народ овде во Македонија и ќе сториме се што можеме за да го подобриме животот на сите граѓани, вклучително и на ромите во Македонија. Во рамките се разбира на можностите со кои што располагаме, за кои што морам да кажам дека се во одредена мерка ограничени, лимитирани, поради тоа што беше наследство од минатото. Но јас сега нема да го губам ниту вашето време, ниту своето да зборувам што се случувало во минатото. Би сакал да кажам две пораки кои што мислам дека треба денеска да ги слушнете од мене, кои што ако нешто ви значат, тогаш запомнете ги, ако не ви значат, заборавете ги кога ќе излезете од оваа зграда. Првата работа која што сакам денеска како порака пред вас да ја кажам е дека за мене е многу важно секој еден народ да го почитува семејството и да создава семејство, да го негува и да го гради семејството. Ние направивме измени во дел од законите кои што за жал во минатото не водеа кон вредности кои што не мислиме дека ние како влада треба да се водат, односно така наречената родова политика. За нас семејството е заедница помеѓу татко маж и мајка жена и од тука ценам дека ако ја негувате таа вредност и ако создадете семејство, само на тој начин можете да му помогнете на
на вашиот народ, на ромскиот народ, но истовремено и на Македонија како држава. Колку посигурно, колку постабилно и колку помногубројно семејство, толку поголема вредност ќе браните. Затоа многу важно е семејството. Тоа имајте го во предвид. Може би некогаш тато или мама ќе ве скараат, ќе се наутат, но никогаш немојте да им забележите, бидејќи тие секогаш се во право. И тие никогаш не ви мислат лошо. Тие секогаш ви мислат добро, а треба и тоа и вие да го направите еден ден во вашите животи, да формирате семејство и така да ги воспитувате вашите деца. Втора порака до сите вас е образованието. Тоа е вредност која што никој никогаш не може да ви ја земе. Може да спорат, но порано или подоцна, знаењето ќе исплива на површина и вие ќе доминирате. Затоа другарувајте со книгите, учете, стекнувајте знаење. Ние сите се доаѓаме на овој свет, се раѓаме со одредена интелигенција, тоа е таа вродена интелигенција, но има и интелигенција која што ја стекнуваме, а тоа е знаењето кој што го стекнувате попат, чекорејки низ предизвиците во вашите животи. Затоа е многу важно сите вие да акумулирате што е можно повеќе знаење. Така ќе му помогнете на вашиот народ и така ќе помогнете на вашата татковина Македонија. Пало овација, таро премиери, коте со муклео настани, коте со сине јеке агер пало доваат шилоо координатори, баши етикани кедина тело биштарошел о Јаше Сефер. Коте со и кергјако Џанди Патаров, тото апрете о Џанди Патаро неве генерација, која ниба нево англоџајбе ко ромаки утарали Македонија. Помогнам во креирањето на визијата која имате како ученици, дека секоја цел во животот е достижна и може да биде ваша реалност, но само ако вложувате кон остварувањето на таа цел. Како што знаете, денешниот ден за одбележување ни го оставија нашите роми протагонисти од 1971 година, кога во период од 7 до 12 април во Лондон организира конгрес на кој донесоа одлука за нашата химна, Джелем Джелем, за нашиот ромски јазик и за нашето знаме кое има таква символика што буквално ни го одразува животниот пат. Тоа е сината боја, символ на небото, како бескреност и вечност на нашето постоење како роми, зелената боја, символот на земјата и тревата по која се движевме постојано од едно на друго место, и црвеното тркало од кочијата, кое го символизира нашиот крвав пат, по кој мигриравме и по кој се движевме, често нападнати од останатите народи. И денес, иако сме народ без држава, ваквиот тежок пат за нашето постоење не прави народ со богата култура, историја и традиција. А за наша држава ја сметаме буквално целата планета, бидејќи секаде не има. Ова е голем аманет што ни го оставија нашите роми великани, кои генерации и генерации обврзуваат со иста борба и верба да продолжиме со уште поголем жар да се залагаме за напредокот на нашата заедница. Во нашата држава, како што знаете, Република Македонија, 8 април е прогласен и за Национален ден на ромите. Ден кога се присетуваме на величината и храброста на ромите протагонисти од Лондон и ден кога мора да се освестиме со што не задолжија истите. Затоа, денес, баш во ова место, во оваа зграда, ве повикав вас, основно оделенци, средношколци и студенти роми, со цел да ви испратам порака лична ни од државниот врв на вас младите, кои сте нашата иднина, дека токму оттука, од това место, владата на Република Македонија, од собранието на државата, од институцијата преседател на држава, како главни, се носат најзначајните и суштински одлуки за нашата интегрираност и вистинска вклученост во општеството. За да го достигнеме тоа, зашто тежнееме, а тоа е да бидеме еднакви меѓу еднаквите. Драги ученици,
Сигурен сум дека досега многу работи како ученици ви изгледа недостижни или невозможни, се додека истите не ги завршувавте и дури на крај да бидете свесни дека ништо не е недостижно и се е возможно. Такви примери имате многу бројни, особено кога имате тестови или писмени по предмети кои ви се тешки за совладување и во себе си велите, па ова не можам да го научам, но доколку се посветите и вложите во учењето, на крај сигурен сум дека и самите се изненадувате кога успешно поминувате на тие тестови и добивате петки. Така, невозможното во прв поглед со труд станува севозможно. Многумина и сега што сте овде се прашувате сигурно во себе и си велите тешко и невозможно е јас да работам тука, да се на моето место, да се премиери, да се преседатели на држави, да се преседатели на собрание, пратеници, министри, доктори, адвокати и така натаму. Не, деца, не е тешко и не е невозможно. Единствено што треба е да вложите во вашето образование максимално и да имате верба да бидете тоа што сакате да сте. Никогаш не си дозволувајте да размислувате дека ако сте роми, сте помалку способни, или интелигентни, или пак вредни за нешто, за одредено нешто. Не, напротив, тоа нека ви биде мотивација и потик од другите што размислуваат така за нас, ромите, да им докажете и покажете дека можете подеднакво како сите останати. Секој од вас има одредени дарби, способности и соништа кои може да станат реалност. Знаењето е нешто што никој не може да ви го одземе. Впрочем, тоа ви го напомена и премиерот. Колку повеќе учите, толку повеќе имате знаење што ви дава сила. Со ваква верба, црнците во Соединетите Американски држави, од робови во минатото, во таа држава стигна до председател на држава. Сигурно знаете дека станува збор за председателот Барак Обама. Многумина ова во минатото го сметаа за невозможно. Но, ете, дојде време кога тој народ достигна друга реалност. Затоа, бидете горди роми. Патот по кој што ќе треба да одите нема да е лесен, ќе има предизвици, но запомнете, никогаш не се откажувајте. Секоја пречка, нека е ваша можност да станете посилни и похрабри и бидете сигурни дека во вас има неограничен капацитет и потенцијал. Драги ученици, бидете благодарни и ценете ги вашите наставници, професори што ви учат. Ценете ги вашите родители што бескрајно ве поддржуваат и веруваат во вас. Сите тие се дел од вашето патување низ животот. Но, секако, знајте, најважниот чекор во животот е вашиот. Верувајте во себе и не се откажувајте. Сине јекекте интеракцијата рочаве, саве солеле танко аква настан, јекека герва киребаја тароджандипе башоромата е предизвикија коле со кувала пиромани хетин ки амарипув. Ве слушам дека зборите за образование и имам една констатација во едно прашање да поставам до вас и до сите надлежни. Образованието секако дека е клуч за интеграција, но само ако е достапно, правично и без предрасуди, нели? Многу млади роми се откажуваат, ги напуштаат училиштата поради сиромаштија, дискриминација или недостаток на поддршка. Па моето прашање до вас, дали училиштата ги охрабруваат ромите или пак ги одбиваат младите роми? Како влада која што е некаде 9 месеци, работиме на овој проблем кој што не е од сега, не е година-две, туку децениски. За жал, споделуваме заедно констатација дека дискриминацијата, предрасудите, исклученоста комплетно од општеството кај ромите се уште е присутна. И тоа е општо познато на сите. Но, сметаме дека единствена промена која што сакаме ние да ја видиме, кон која што тежнееме, таа промена може да ја направиме само како сме дел од системот на државата.
Тие промени не случајно ве повикав тука во владата, каде што се носат сите битни одлуки за што се случува во државата. Треба да тежнееме и да бидеме спремни и да имаме на ум дека не е невозможно утре некој од вас да е некој министер и да биде дел од оваа влада. Никој од вас да не си создаде таква перцепција дека не може да биде премиер или подпредседател на влада. Зошто да не? Ако сакаме овие промени да ги направиме за кои што сега вие ми ги пренесувате, а сите сме свесни за нив, мора да бидеме дел од системот. А како ќе бидеме дел од системот? Вие сте сигурни, бидејќи сте студент по медицина, доколку сте добар ученик, одличен ученик. Никогаш нема да бидете отфрлени од средината во која што учите, од вашите соученици. Ке ви го споделам еве личниот пример. Јас средно образование завршив во средното училиште Никола Карев. Во тоа време кога јас се запишав, за жал, немаше ниту еден ром ученик. Бев единствениот од 1 до 4 година. А основно образование завршив во основното училиште 26 јули, каде што имав ромски дечина, пријатели, односно соученици. На почетокот се соочував со овие проблеми. Меѓутоа, со тек на време, докажувајќи го моето знаење, мојот потенцијал и капацитет, таа моја вклученост природно се вклучи во помеѓу соучениците. Таа неотфрленост со страна на школото, на менаџментот на школото, иако во прв поглед можеби ме перцепира, па добре, сега од каде ова ромче да не залутало овдека? Он свесен е кај се запишал, што ќе бара тука? Чисто сметам дека тоа многумина, за жал, се уште имаа такво мислене, можеби и за вас имаа таква перцепција. Меѓутоа, низ процесот на образување и докажување дека вие не сте ништо поразлично од останатите, дека вие сте способни да учите и докажувате дека сте паметни и дека може да допринесете како сите останати. Така, полека се смени таа перцепција. И таа моја вклученост, која што претходно беше исклучена со страна на училиштата, како што ја нарекувавте, беше надмината. Затоа ценам дека вие сте сега ученици и фокусот треба ваш да биде првенствено на образованието. Колку повеќе учите, толку добивате поголемо знаење, а напоменав и во говорот, знаењето ви дава сила да се борите со сите пречки со кои што ќе се соочувате низ животот. Ние, оваа генерација, кои што сме на било какви различни нивоа на хиерархија вклучени во системот на државата, дали во законодавната или во извршната власт, треба да се потрудиме и треба да работиме на создавање на еднакви можности и услови за вас, овие генерации. За да одредени проблеми со кои што се соочуваа претходниве генерации или сегашниве генерации, одредени идни генерации да ги немаат. Што е целта? Да создадеме ништо повеќе, ништо помалку. Еднакви услови за влез во системот како за останатите заедници. Ние тоа го бараме. Затоа ја и напоменав дека крајно време да прекинеме со посебни мерки за нас ромите. Не треба да сме посебни. За жал, во оваа фаза нас ни се потребни тие афирмативни мерки за да го на некој начин се приближиме кон останатите. Но во иднина ценам дека треба да имаме рамноправен и пристап и рамноправна можност за докажување во сите сфери општествени. Јас би се надоврзала на темата во состојбата во собранието. Алармантна е состојбата со немајнето пратеници роми во собранието, кои би ги застапували интересите на ромите. Нели особено треба да се води сметка кои роми представници да бидат оние кои што треба да бидат соодветни, честни и стручни со искрени намери треба да бидат таму. Во една ваква состојба кога има ром пратеник, би требало да има интерпартиска група која нели да го следи, да ги следи интересите на ромите. Што имате да кажете во врска со таа група? Значи не погрешив што ве нареков колешки, бидејќи имам завршен економски факултет, значи вистинска колешка сте ми. Да, точно е така, дека за прв пат во историјата
ромите немаат свој представник во законодавниот дом, односно во парламентот на Република Македонија, што е голем хендикеп за нас како заедница. Меѓутоа, вината не треба да ја гледаме во другите, секогаш вината треба да ја гледаме во нас. Сега не знам дали треба да се оптеретите вие со ова, но само кратко ќе кажам дека нашата, за жал, политичка необединетост не доведе до една ваква состојба. Донтовиот модел, за жал, повторно напоменувам, мислам, Донтовиот модел е моделот по кој што на крај согласно освоените гласови на избори се врши распределба на функции. Истиот тој се применува и на локално ниво, кога се врши избор на советници во рамки на локалните самоуправи, а истиот модел се применува кога се врши и избор на пратеници во собранието. И, за жал, не дозволува, односно ние како заедница сме така распределени во државата, а државата е поделена во 6 изборни единици, да ние во одредена изборна единица, доколку не сме сите обединети во таа изборна единица, тешка е веројатноста дека ќе може да освоиме пратеници сами. Затоа, најчесто сме приморани да коалицираме со одредени поголеми политички партии, се со цел да имаме можност да бидеме дел од законодавниот дел. За жал, овој пат тоа не се случи, бидејќи немавме кандидати за пратеници роми кои што беа на високи места позиционирани во предложените кандидатски листи. И тоа е причината. Тие што го разбираат, да кажеме, Донтовиот модел, сега практично математичари се и ова го разбираат тоа што им го говорам. Интерпарламентарната група секогаш функционираше, бидејќи секогаш имавме ром пратеник. Сега, за жал, таа интерпарламентарна група не функционира по прв пат, бидејќи немаме ром пратеник. Во овој период, искрено, некако дискутираме да изнаоѓаме некој начин, бидејќи немаме ром пратеник, некој од пратениците на заедниците да можат да ја водат таа интерпарламентарна група, која што исто така во својот фокус ќе ги има ромите. Меѓутоа, дали ќе успееме во тоа и кога ќе успееме тоа да го постигнеме, се уште не знам, бидејќи не сум директно вклучен во таквата можност за креирање на таква можност. Така што за многу работи, доколку не се помогнеме ние самите, доколку сериозно не пристапиме кон нив, очекувајте дека последиците од таквиот необединет пристап ќе ги повторно трпиме ние како заедница. Затоа, еве, можност, поука да влечеме од еден таков процес низ кој што поминавме, дека во иднина, за среќа на секои 4 години, понекогаш и порано имаме избори, па еве, да имаме можност да извлечеме поука од ова, во иднина да не ја повториме оваа грешка. Повторно. Еве, поука. Ова е супер, еве вие младите ја согледувате оваа грешка, ја согледувате потребата да имаме наш представник, пратеник во собранието, но наша грешка е, не е ничија. Во иднина, од сите наши грешки треба да извлечеме поуки и истите да не ги повториме. Во врска со подобра интеграција на ромите и што споменавте дека образованието и културата на ромите, од аспект на тоа дека мене ми е стручен предмет историјата, гледајќи тоа што учам, гледам дека во учебниците нема ниту една страна споменета за ромите. Еве, например, 8 април, да има барем една лекција за тоа за нас, да знаеме од каде сме и што сме. Друго, гледаме дека барем кај нас во Шуто Ризари имаме над 20% жители и службен јазик ни е ромскиот. Гледајќи го тоа, сваќаме дека барем кај нас во средното стручно училиште треба да имаме конкретен предмет, например, ромски јазик. Но ние тоа го немаме. И моето прашање до вас, што мислите, како
ќе збориме за подобра интеграција на ромите кога го немаме тоа. Ја изминатиот период во оваа насока, бидејќи знаете дека Бирото за развој на образованието ги креира наставните планови и програми за основно и средно образование, имав средба со директорката, баш конкретно во оваа насока, во кој што договоривме, бидејќи во оваа фаза концептот за средно гимназиско образование веќе завршен, меѓутоа се уште е отворен концептот на основно и стрично образование, каде што по моја насока и по мој предлог е дадено во учебниците по историја во 7 и 8 деление да се интегрираат повеќе содржини поврзани со историјата на ромите и културата. Значи, како што знаете, ромите беа дел и од Втората светска војна, ние имаме народни херои и роми, така што заслужуваат да бидат дел од историјата, но не само тоа, дополнително дадов мој предлог да се интегрираат и повеќе содржини по предметите музичко образование и ликовно, бидејќи сметам дека и таму сме многу малце застапени со содржински и таму имаме простор исто така да бидеме доволно застапени со содржина, од аспект на тоа што не треба да се спомне дека само Есма Реджепова или не знам Фериус Мустафов се наши препознатливи ликови во музиката и толку е. Не, ние имаме прекрасни и уникатни традиционални танци, народни, значи имаме обичаи, носи и тие треба да бидат спомнати. Така што во оваа насока активно се трудам, се вложувам да го промениме овој момент. Јас сум само некој си повеќе од месец на оваа позиција и искрено се надевам дека ова ќе го променам. Во делот на воведувањето на ромскиот јазик во средно образование, како изборен, како што е сега во основното, исто така дадов предлог да се направат промени во наставните програми, каде што ќе се направат со тие измени ќе се овозможи и изучување на ромскиот јазик и култура и во средното образование. Имам едно прашање, зошто само по повод 8 април се слушаат новите планови на ромите, кога може за време на цела година? Зошто само гласот на ромите се слуша за време на 8 април, кога цела година сме тука? Дека први ние треба да бидеме како роми посветени да се залагаме така како што се залагаме за овој ден да направиме не знам некои настани, да промениме нешто и во сите останати денови од годината. Промената неколку пати напоменувам дека треба да биде од нас, не кај другите. Доколку ние секој ден во годината иницираме нешто, бараме нешто, тогаш вниманието цела година ќе биде кај нас. За жал, се уште не сме доволно активни и искрено верувам, доколку сакаме ова да го постигнеме, а треба да го постигнеме, во иднина треба да сметаме во нас дека секој ден ни е 8 април и дека секој ден треба да вложиме такви напори за да ги оправдаме тие идеали кои што ни ги имаат оставено ромите протагонисти од 1971 година. O nastan ako kërgja, fotoja kote so Çavesave so Aleko akva nastan kiraji kërgje tasviri e koordinatoria Jashe Sefer. Oko duito kotortara kavadive sine prezentirimo ko Vila Vodno, kote so koordinatori Kikedin e Çavencar, sarte elengere profesoria taro pobuter siklovne, sine ko vizitkeriba ki prezidentka taritem Gordana Siljanovska Davkova, kolea panlo vizitkeriba taro duj majbare institucije kitem, a oterne Çavesar motivacija te inkluzivnost ko sistemi dikre pobuter umala.